Благодарам, господине Джафери, почитувани колеги, почитуван заменик министер. Како што оди работата со оваа точка, очигледно е дека целта е не да има што поскоро, туку да нема што поскоро антикорупцијска комисија. Како би можеле инаку министерствата да склучуваат тендери во 4 очи со многу високи суми, како што го имавме, например, случајот во Министерството за образование, каде што се склучија договори за печатење на учебници неколку дена пред почетокот на учебната година со две фирми во износ од 5,3 милиони евра. Доколку во тој момент постоеше антикорупцијска комисија, без разлика во каков состав, дали по стар или по нов закон, не мора да е од опозицијата, можеше од други фирми кои што биле конкурентни на истата тема или други стопански субјекти, да се покренеше едно вакво прашање и антикорупцијската комисија ќе беше должна да даде свое мислење во најмала рака, ако не и да покрене одредена иницијатива, по однос на ваквите корупцијски скандали. Но очигледно е дека извршната власт ова немање или непостојање во моментот на антикорупцијска комисија го цени како поволна за себе позиција, за да може оние сделки кои што планирала да ги направи во однос на извршната власт и нивните поддржувачи во стопанството, да ги води без било каков проблем и без било какво укажување од страна на антикорупцијската комисија. Антикорупцијската комисија треба да биде тело кое што е и критичар и борец против корупцијата, без разлика од кое ниво доаѓа, но најчесто е, најприметен е, не само во Македонија и во другите држави, од страна на извршната власт или од страна на локалната самоуправа, таму каде што има ресурси преку кои се вршат одредени набавки. Но очигледно е дека власта нема потреба од ваков сериозен критичар или тело кое што ќе се бори против симптомите или доказите за корупција кои што се провлекуваат во изминативе 2 години. Втор пример, кој што исто така ќе мораше да биде забележан од страна на антикорупцијската комисија доколку постоеше, е примерот во клиниката за хематологија. Имаме директорка на клиниката за хематологија, која што распишува тендер во вредност од отприлика 3 милиони евра и тендерот за набавка на одредени материјали го добива фирмата чиј што собственик е незиниот татко. Значи сега збориме за закон кој што е некоја симбиоза на антикорупцијскиот закон и оној закон за конфликт на интереси. Овде, во овој тендер, каде што директорката ќерка распишува оглас и набавката од 3 милиони евра ја добива фирмата на незиниот татко кој што го нуди тоа што го бара клиниката, е класичен пример за корупција и класичен пример за конфликт на интереси, две во едно. И не мора повторно опозицијата да ги ставаше ваквите работи во дневна политика, самите медиуми, самите други фирми или здравствени организации или јавност ќе го покрене овој случај и сакала или не сакала антикорупцијската комисија во било кој состав и да постоеше, ќе мораше да се изјасни за еден ваков скандал каде што ќерката директор доделува 3 милионски евра тендери на таткото собственик на одредена фирма. Но очигледно е дека непостоењето на антикорупцијската комисија не е случајност, туку е зацртана цел која што извршната власт, не викам пратениците, но извршната власт смислено гледа да ја одолговлекува затоа што има уште вакви тендери за реализирање. Македонија во 2017 година, бидејќи секогаш се повикуваме и на тие меѓународни параметри, 2017 година имаше индекс за светската ранг листа на перцепција на земји во кои што владее корупција, до кој степен. Македонија, за жал, се најде на ниското 107 место на овој индекс, заедно со Етиопија и Виетнам. Ќе кажеме дека обкружувањето е важно и од каде доаѓа самата земја, во кој регион, и ќе го спомнеме обкружувањето. Хрватска беше на многу повисокото 57 место, Грција на 59 место 2017, Бугарија на 71 место, соседна Србија на 77 место, соседно Косово на 85 место и Албанија беше од регионот подобро рангирана од Македонија на 91 место, а Македонија, ќе повторам, на 107 место заедно со Етиопија и Виетнам на ранг листата на меѓународната организација Transparency International, која што прави индекс за перцепција на корупцијата. И затоа ќе споменам дека целата оваа тактика на објавување на оглас
па потоа на непостапување по објавениот оглас и немање на избор на кандидати, е само тактика на власта за која што пратениците, веројатно поголемиот дел од пратениците, не морале ни да бидат запознаени. Целта е да се купат неколку месеци со самиот оглас, кој што сега изминува, па потоа на моментот на доаѓање за реализација на тој оглас и на избор на кандидати, да се излезе со друга теза дека имаме подобар закон на кој што се работи, да почекаме уште малку, со тој закон дополнително се купува уште време и поминуваат и следните 6 месеци, без разлика дали со или без избори, не е важно, во кој што нема да има антикорупцијска комисија и нема каде да има и да сте фирма сопственик која што конкурира утре на некоја државна клиника и да се чувствувате запоставен затоа што таму некоја фамилиарна врска или одредена коруптивна врска ве пониско рангирала и не сте добиле одредена сделка за која што сте конкурентен, нема каде да се пожалите. А штом нема каде да се пожалите, тоа значи дека нема случај или вашиот случај ќе биде разгледан некогаш дополнително или можеби никогаш. И затоа сметам дека, за жал, ова однесување нема да остане незабележано и ваквото овозможување на непостоење на телото за борба против корупцијата, без разлика кој е мнозинство и во кој состав ќе го поддржи, само ќе и донесе дополнителни негативни поени на Република Македонија. Прво, по однос на извештаите кои што ги прави Европската комисија и второ, на извештаите кои што ги прави Transparency International, кој што е прилично релевантен фактор на меѓународно ниво за индексот и перцепцијата за борба против корупцијата. И за жал очекувам ваквото однесување да има за последици Македонија од ова 107 место, непопуларно 107 место на меѓународниот индекс за борба против корупцијата, да падне уште подолу. А тоа значи дека со падањето подолу Македонија дополнително и на други нивоа кои што се однесуваат на нашиот рейтинг и имидж како држава, дополнително ќе си го загрози својот углед. Затоа, почитувани колеги пратеници, јас не сум од оние кои што тврдат дека пратениците ова намерно го прават и дека пратениците од владеачкото мнозинство намерно го одолговлекуваат или тактизираат со изборот на антикорупцијската комисија, но имајќи предвид кој ги добивал тендерите и кој ги добива тендерите во изминативе 2 години, и предпоставувам во следниве 6 месеци ќе го видиме истото, се гледа дека мотивот за одолговлекување и неизбор на антикорупцијската комисија доаѓа од одредени кругови на извршната власт и од одредени кругови на фирми и стопански субјекти кои што имаат соработка со извршната власт и каде што непостоењето на антикорупцијска комисија и на законите кои што се преточени во овој предлог закон за конфликт на интереси, им создаваат поповолна ситуација да можат да добиваат во 4 очи многу високи и добри тендери. Инаку ќе споменам дека по однос на ранглистите кои што ги кажав, меѓународните ранглисти, Република Македонија во 2013 година, например, била на 67 место на ранглистата на Transparency International, додека во 2014 година на 64-то место. Денес, за жал, се наоѓа на 107-то место на индексот за перцепција за борба против корупцијата, заедно со Етиопија и со Виетнам. Дополнително, тоа што сметам дека ќе биде злоупотребено во овој период, ние знаеме дека кога постои антикорупцијска комисија, тогаш и локалните самоуправи, и јавните предпријатија, и државните институции се должни во време на одредена предизборна кампања за редовни претседателски избори или редовни или предвремени парламентарни избори или редовни локални избори, да побараат мислење од антикорупцијската комисија дали одредено вработување или оглас по одредено вработување треба или смее да се реализира во тој период или треба да биде ставено на стендбај да продолжи после тој период. Очекувам непостоењето на антикорупцијска комисија во овој период да биде злоупотребено и во таа насока. Односно, да имаме поголема злоупотреба од државни институции кои што ќе вршат вработување кои што не би требало да ги вршат во време на избори, но во нормални услови кога би постоела антикорупцијска комисија, бидејќи каков и да е составот на антикорупцијската комисија, таа мора да даде мислење врз основа на закон. И секоја антикорупцијска комисија, без разлика кон кого е наклонет или од кого е избрана, сепак гледа да постапува согласно законот
и непостоењето на ваква антикорупцијска комисија сметам дека ќе биде злоупотребено во тој дел, за да може клиентелизмот пред изборите да завземе дополнителен замав. Благодарам многу. Калевска, Ванчева, Снежана има реплика.